Добро вечер, го гледате Централниот дневник на регионалната К1. Еве што ќе гледате во него. Новата германска инвестиција во Велес отвара 1000 работни места. Тутунопроизводителите годинава очекуваат подобра цена на тутунот. Задолжителна проверка на грејните тела и електричната инсталација на самиот почеток на грејната сезона, апелираат надлежните. Во дневникот во 16:30 имавме јавување во живо од местото каде што се одржува манифестацијата Велешка Питијада. Дел од она што ни го соопшти колешката Катерина Нацева го емитуваме и во овој дневник. Денеска се подпише официјално договорот со Текстайл, германска реномирана компанија, која што се реши да инвестира во нашиот град, ќе биде сместена во просториите на бившата фабрика Свилара, значи бившиот комбинат. Према разговорот со собственикот господинот Туч, кој што рече дека за 2 недели веќе може да се очекува и да првиот старт на дел од погоните на фабриката. Нивниот план е за 4 години да има 1000 обработувања, континуиран раст, во стартот ќе вложат 4 милиона евра за целокупното производство, меѓутоа карактеристично е тоа што ова е втора германска инвестиција во нашиот град и исто така е таа компанија меѓу првите 100 компании во Германија. Значи се работи за сериозен инвеститор кој што го одбрал токму Велес за дестинација кај што може да ги остварува своите бизнис планови. Така да очекуваме во наредниот период најавија посети на општината заедно со неговиот менаџерски тим. Се работи слична компанија како што е Маркарт, од тој тип на компанија, фамилиарна компанија која што минатата година нејзиниот производ е прогласен за 14 најконкурентен производ во Германија. Јас мислам дека поубаво време и поубав ден не можеше да се објави токму оваа инвестиција. Велес полека, но сигурно станува центар на индустријата. Тоа оди постепено, знаете, работите одеднаш се рушат, меѓутоа тешко се градат. Јас сум задоволен од начинот на кој што соработувам со владата на Република Македонија, сум задоволен со начинот на соработка со министерот Джери Нумов, со вице-премиерот Пешевски, посебна благодарност на господинот Никола Груевски за сето залагање да Велес дефинитивно станува она што треба да биде центар на индустријата во Република Македонија. Убаво кажавте дека поубав ден не можеше да биде. Велешани веќе трет ден прославуваат, го одбележуваат она што е нешто најзначајно за нив, односно питата како бренд, можам и да кажам слободно. Меѓутоа и доброто вино овде не изостанува, добрата забава. Ова е последна вечер, денеска е последниот ден од тридневното прославување. Ајде еве чисто за нашите гледачи да направиме едно мало подсетување како помина вчера вечер, втората вечер, колку пити си зедоа, колку вино си испи, можеме ли да кажеме, или ќе почекаме да заврши денешниот ден? Значи, очигледно е дека измината денонокие што помина позади нас беше најпосетен настан што некоја се случувал во градот Велес и најпосетен настан едноставно на регионот, може би и пошироко. Синоќашната манифестација ги надмина сите наши очекувања, бидејќи овдека се слеја десетици илјади луѓе. Денеска само што ми кажа дека некој податок има од статистички податок дека во текот на вчерашниот ден околу 70.000 луѓе го посетиле Велес. Тоа значи скоро малтене 2 Велеса биле на едно место, што се однесува до потрошените резултати ќе ги добиеме во текот на денешниот ден, бидејќи се менуваат од час во час, гледате и денски дека и денот е преполн, дека движење има среќни задоволни лица. Тоа е за мене најважно и очекувам оваа вечер, уште сега може да видите дека се полни плоштадот, иако е далеку од официјалното починување на концертните збивања, така да ноќеска околу 1 по полноќ ќе го значиме крајот на оваа најуспешна досега организирана питијада во нашиот град. Посакувам и ги повикувам оние кои што не следат да дојдат во Велес. Велес е спремен за една добра рок-н-рол вечер. Ресторантите се спремни, гледате дека се троши максимално и ја очекувам дека ќе го објавиме официјално податокот дека имаме најмногу потрошени вина
вино и пити. Германски STS Textiles влегува во Велес. Во просториите на некогашна свилара, овој германски гигант ќе го развива својот бизнис во Македонија. Инвестицијата е вредна 4 милиони евра, а договорот за инвестицијата во клубот на пратениците во Скопје беше потпишан денес. Потпишан е договор за инвестиција со германската компанија STS Textiles, која по комплетирањето на својот бизнис планира да вработи 1000 луѓе. Ова ќе биде браунфилд инвестиција, односно капацитетите на компанијата ќе бидат сместени во поранешната фабрика Нонча Камишова или позната како поранешна свилара во Велес. Со работа треба да започне за 2 недели. Маркус веќе започна со реновирањето и воспоставувањето на производствените операции во објектот кој што беше дел од поранешната фабрика Нонча Камишева, која што во периодот од транзицијата престана да работи. Така што сме ние горди дека внесуваме на овој начин нов живот во овој стар комплекс. Заедно со уште некои други нови инвеститори, од кои што еден е од Швајцарија, се вика Ронтис, а другите се 2 македонски компании. STS Textile ќе инвестира 4 милиони евра, кои во текот на наредните 5 години би требало да станат 7 или 8 милиони, истакна вице-премиерот Владимир Пешески, кој додаде дека во изминативе 10 години невработеноста во Велес е намалена за 50% со тенденција за нејзино намалување како резултат на инвестициите и политиките кои ги спроведува владата. Произведениот индустријски текстил ќе се извезува во Полска, Франција и Германија. Инвестицијата со германската компанија била договорена за околу 1 година. Превземењето мерки за заштита на животна средина и на здравјето на граѓаните значи инвестирање во иднината на сите граѓани. Новата мерка за субвенционирано вградување на плински системи во автомобил за Велешани е сосема прифатлива. Покрај оваа мерка со која се намалува загаденоста на воздухот од автомобили, беше и промовирана мерката за поттикнување на купување на електрични автомобили. Новата мерка за субвенционирано вградување на плински системи во автомобилите за Велешани е прифатлива. Велат дека ова е добра можност за вградување на ваков уред во сопствените автомобили. Според проектот, секој сопственик на автомобил со Евро 0, Евро 1, 2 и 3 стандард, односно автомобили кои се произведени до почетокот на 2006 година, може да добијат 300 евра субвенции за набавка на плински уред. Истите се предвидува да бидат распределени по пат на јавен повик. Тоа е добро, во секој случај и заштеда и за граѓаните и за околинава, почиста околина, значи добро е. Тоа е добар пат. Ја веќе имам плински уред и знам како е со плински уред, значи добро е. Во секој случај добро. Позитивна е и у наредна прилика би ја искористил, пошто возам сега дизел. Покрај оваа мерка со која се намалува загадувањето на воздухот од самите автомобили, неодамна во насока на намалување на загадувањето беше промовирана и мерката за поттикнување на купување на електрични автомобили. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов ги демантираше изјавите на одредени интернет портали дека новата градинка во Кавадарци се градела без дозвола од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИС. Тој рече дека градинката се гради по сите стандарди, па така и оваа дозвола ќе биде добиена. По објавата на некои интернет портали дека новата градинка во Кавадарци се гради без дозвола од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИС и дека општината воопшто не побарала мислење од ИЗИС пред да почне изградбата, градоначалникот Александар Панов деновиве ги демантираше ваквите изјави и рече дека се почитува законот според кој до 300 метри квадратни не била потребна ваква дозвола, а целта на некои страни била да се забави проектот и да не се реализира. Сакаат на тој начин да не реализираме еден чист проект, проектот правен од љубов и проект кој што ги исполнува сите законски стандарди. Меѓутоа, не да ги задоволам нив, туку да ги задоволам граѓаните, оние кои што заради нивните пишувања се предизвика кај нив сомнеш,
Ние овие денови ќе извадиме и таква потврда од ИЗИС, не знам потоа што ќе измислат следно, меѓутоа ќе бидам истраен, ќе ја градиме оваа градинка и наредната година на однапред утврдената локација ќе градиме уште една градинка. Панов рече дека за овој проект советниците од СДСМ едногласно го изгласале на редовната општинска седница, но сега пред избори им текнало дека треба да спорат одредени проекти, а тоа го прифаќам како политичка борба против мене како представник од владеачката партија по кој што треба да се плука Игнаси. Но тој рече дека лично ним нема да им одговори и ќе набави ваква потврда, но ќе биде спремен и на нови напади. Јас нема лично нив да им одговорам, ќе им одговорам со тоа што ќе набавам ваква потврда, само очекувам и нови напади. Нели не пропуштаат и тоа да го кажат дека таа се наоѓа во близина на таков и таков објект, као да таму се лечат лепрозни, као да таму се лечат луѓе кои што не знам, имаат некоја болест која што се шири и која што би го заразило цело население. Мислам дека тоа се очајнички обиди на инструирани новинари, па и инженери кои што работат со една единствена цел, а тоа е да работат против оваа локална самоуправа, која што изминатите години им давала работа. Според Панов, ова се очајнички обиди да се работи против локалната самоуправа и владеачката политичка гарнитура, со цел да дојде некоја друга која според нивното убедување би била многу поуспешна, а тоа во изминатите години го виделе граѓаните на Кавадарци, како и колку се градело во Кавадарци кога опозицијата била на централна и локална власт. Годинава тутунарите насадија приближно исти површини како лани, односно повеќе од 14.000 хектари. Со приближувањето на крајот на бербата, тутунарите годинава очекуваат помал род, но со подобар квалитет од ланскиот. Поради добриот квалитет на родот и големата побарувачка, производителите очекуваат и повисока цена од ланската реколта, кога се откупија 19.000 тони, во просек по 185 денари за килограм. Тутунопроизводителите оваа година насадија речиси исти површини како минатата година, а нивните очекувања се дека родот ќе биде помал, но со подобар квалитет. Од тие причини очекуваат поголема цена за тутунот. Сезонава на монополите за откуп ќе им се понудат не повеќе од 25.000 тони тутун. Склучени се 30.000 договори помеѓу 200 монополи и тутунарите, а се бара да се откупат 26.000 тони, односно 1000 тони повеќе. Тутунарите очекуваат откупната цена да биде повисока поради повисокиот квалитет. Минатата година се продадоа 19.000 тони во просек од 185 денари за килограм. По долга пауза, годинава има заинтересирана грчка фирма за откуп на широколистниот тутун од типот Вирџинија, кој е застапен на 30 хектари. Вкупната површина на тутунот е 14.000 хектари. Во бруто домашниот производ, тутунската индустрија учествува со 3,2% и 4% во вкупното индустриско производство. Задолжителна проверка на грејните тела и електричната инсталација на самиот почеток на грејната сезона. Најголема опасност за пожари представуваат неичестините оджаци и вентилации. Противпожарната единица со препораки до граѓаните за безбедно да се помине зимскиот период. Задолжителна проверка на грејните тела пред почетокот на зимската сезона. Територијалната противпожарна единица апелира за голема предпазливост со цел заштита на домовите од пожари, неисправни плински уреди, ослабена електрична инсталација, зголемен електричен напон и неичистени печки на дрва можат да бидат причина за избовнување на пожар. Делот што граѓаните треба да го извршат, значи 2 пати чистење на оджаците, односно после сезона и пред сезона. Сега се наоѓаме пред сезона, значи оджаците треба да се чистат и вентилациите во висококатниците и препорака од мене да не се приклучуваат на вентилациите, значи самите станари, него да го користат стрикно тој дел каде што се оджаците за грејните тела. Најголем проблем, според командирот Лепидовски, представуваат неичестените оджаци и вентилации. Тој препорачува истите да се чистат 2 пати годишно, со што дополнително ќе се придонесе и за заштита на животната средина. Треба да припазат на електричните уреди и грејните тела, дали се каблите исправни, дали е сето тоа
како што треба, ради тоа што проверката пред сезона, тоа значи дека 6 месеца да немаме проблеми, односно да нема настанување на пожари. Во случај на отсуство од своите домови, пожарникарите апелираат граѓаните да ги променат навиките да не ги оставаат вклучени грејните тела. Освен евентуална материјална штета, неправилната заштита е вистинска закана и за човечкиот живот. За да се спречи заминувањето на младите од Македонија, председателот на Социјалдемократската младина Стефан Богоев најави по 10.000 евра неповратни средства за секоја добра бизнис идеја на младите. Пораст на индексот на трошоците на живот во месец септември во споредба со претходниот месец, бележи Државниот завод за статистика. Вестите од Македонија. Стефан Богоев, подпредседател на младите на СДСМ, денеска беше во посета на општина Делчево. Таму се сретна со младите. Разговарале за подобрување на условите за живот во државата со акцент на младите, се со цел тие подобриот живот да не го гледаат во странство. Младите со добри бизнис идеи ќе добијат 10.000 евра неповратни пари како помош од државата за отпочнување на сопствен бизнис. Ќе овозможиме и формирање, основање на фирма со само 1 евро како почетен капитал, а и ќе отвориме бизнис стартап центри кои ќе имаат за цел да им обезбедат канцелариски простор, канцелариски мебел, бесплатна правна, предприемачки и сметководствена поддршка на новите фирми во првите нивни 2 години од постоењето, 2 години кои се и најтешки од постоењето на една компанија. Богоев вели дека сето ова е остварливо само доколку парите се насочат кон вистинските приоритети. Пораст на индексот на трошоците на живот во месец септември во споредба со претходниот месец, бележи Државниот завод за статистика. Истиот е како резултат на повисоките индекси на свежиот и разладен зеленчук, освен компирот за 2,6, јајцата за 2,4%, месото и рибата, морските плодови и замрзнатото овошје за 0,7%, шеќерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0,5%, сувото овошје, јаткастите производи и алкохолните пијалаци за 0,3% и сушеното, соленото и чаденото месо за 0,2%. Во септември исто така пораст на индексите на трошоците на живот е забележан и кај гасот за домакинствата за 3,7%, течните горива за домакинства за 3,2%, течните горива и мазива за 2,4%, средствата за чистење и одржување на станот за 2%, здравствените услуги за 1,5%, ветеринарните и другите услуги за домашните миленици за 1,2%, книгите за 0,9%, другите лични предмети за 0,7%, мебелот и малите електрични апарати за домакинства за 0,8%. Материјалите за одржување и поправки на станот за 0,6%, угостителските услуги за 0,5%, цврстите горива за домаќинства 0,3%. Тлото на Балканот не мирува. Неколку земјотреси се регистрирани во Турција и тоа со јачина од 1,7, 1,6, 4,0, 1,8 и 3,2 степени. Регистрирана и земјотреси во Босна со интензитет од 2,9 степени. Се стресе и Грција, таму се регистрирани се земјотреси со јачина од 3,4 степени. Земјотрес имаше и во Италија и тоа со магнитуда од 3,6 и 3,1 степен. Останатите вести од светот во продолжение. Тридневна турнеја низ Африка денеска започнува германската канцеларка Ангела Меркел. Посетата има за цел да се потенцира неопходноста од економската стабилност во регионот, за да се намали протокот на мигранти кон Европа. Меркел ќе ги посети Мали, Нигер и Етиопија. Според германската канцеларка, потребно е да бидат подобрени условите за приватни инвестиции во Африка, но и потребата за повеќе средства за проекти во Африка на Светската програма за храна на Обединетите нации. Таа повика и на подобрување на условите за приватни инвестиции во африканските земји со цел искоренување на економските причини за миграција.
Меѓународниот монетарен фонд нема да се приклучи кон грчката спасувачка програма, но веројатно ќе прифати статус на советник со ограничени овластувања, кои ќе го задржат на преговарачката маса. Се уште не се утврдени условите од страна на ММФ под кои би се приклучил во каква и да е програма за спас на грчката економија. Фондот ќе има советничка улога, но таа нема да одговара на стриктни услови. Нема да прави проверки за состојбата на економијата во Грција на секои 3 месеци, јавува БТА. Преговорите меѓу Грција и нејзините европски кредитори и ММФ се во ќорсокак откако германскиот министер за финансии Волфганг Шојбле настојуваше ММФ да учествува во спасувачкиот план, но ги отфрли повиците на директорката на фондот Кристин Лагард за големо должничко преструктурирање. Денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми и во ноќните часови ќе има и врнежи од дожд. Температурата ќе се движи од 13 до 24 степени. Еве ги деталите. Со информацијата за временската прогноза го заокружуваме овој дневник. Пријатно!